Сега ќе разговарам со мојот колега Джелал Незири, кој е одличен познавач од СКУП, се разбира, кој е одличен познавач на состојбите околу изборите во Македонија. Не го деградирам на начин на тоа дека ги знае само албанските состојби, туку напротив вкупните состојби. Джелал, на што ти мириси ова? Ќе имаме влада или ова може да биде тактизирање кое ќе има една нова политичка филозофија до степен дека не може да се состави влада па ќе одиме на нови избори, или мора да има влада? Јас мислам дека мора да има влада, зашто нели и овие избори беа под знак прашалник заради пандемијата. Нели имаше различни мислења дали треба да има избори или треба да чекаме да заврши кризата со коронавирусот. Така што не верувам дека ќе има нови избори. А дали ќе трае процесот на формирање на влада, јас мислам дека ќе трае. Гледаме дека после изборите нема контакти помеѓу оние кои се очекуваат, од кои се очекуваат да се состави новата влада, тоест лидерот на СДСМ како прва партија која излезе на овие избори и лидерот на ДУИ, кои заедно нели го стигнуваат тоа минимално парламентарно мнозинство од 67 пратеник. Нема контакти помеѓу нив. Сега почнува таа борба на суети, нели имаме предвид што се случуваше не само на самата изборна кампања, туку и во текот на скоро 3-годишното владење на СДСМ и ДУИ. Имаше препукувања не само внатре во владата, туку и по медиумите. Само тоа не е новина. И да не ги заборавиме владењето 10 години Груевски и Ахмети, кога имаа потреба да си го чистат внатрешниот двор или македонските состојби, праве ескалација, незадоволство и така натаму, и сепак тоа функционираше. Јас не сум загрижен од тој аспект до која степен партиските суети ќе доминираат, но сум прилично резервиран дали кревкото мнозинство може да се состои. И уште една констатација. Не заради тоа што се нуди албанец премиер, или еве да не бидам центрист, да Насер Зибери се нуди за мандатар, туку која ќе биде основната платформа која може да ја одржи таа влада. Зашто, знаете што, не е многу важно само да кажеме ковид и економијата. Тоа се елементи на глобална политика. Во основа, што се зборува, што се мисли, што би била преговарачката позиција на Ахмети ако Насер Зибери, нели, не биде мандатар во преговорите? Што ти мислиш, која би била можната солуција околу тоа? Ако го следите Ахмети од 2002 година, кога ја формираше ДУИ како политичка партија, па се до сега, имаше една филозофија на целосно интегрирање на албанците во државниот систем. И со тоа превземање на директни надлежности и одговорности за водење на клучни институции. Тој набројува 12 институции кои се клучни за државата, иако се во суштина се 3, тоа да е председател на држава, премиер и председател на собрание. И цело време тој настојува на таа символика што за опозицијските партии на албанците е несуштинска. Тие повеќе сакаат или настојуваат да се пристапи кон решавање на детектираните дефекти од нивна страна во Уставот, тоест менување на таа категорија на 20% со кое се врзува секое право на албанците, наместо да се инсистира на позиции конкретни. Но Ахмети сепак мисли дека клучна за државата и за поголема лојалност на албанците кон државата е исто така и символиката. Значи не е само суштината, туку и символиката. Нели председател албанец на собрание не донесе нешто конкретно што може да се осети најдиректно од страна на етничките албанци. Истото, на ист начин ги водеа седниците. Знаеш што, Джелал, тоа е прашање кое
му дава етнички префикс Тоа на е символика. институцијата, символика, како што велиш. Во суштина, оперативните функции се кај владата и извршната власт. Таа носи закони, носи одлуки, разрешува и именува. Тоа што сепак за мене е индикативно што ако е тоа предност, сега станува мана. Зошто се инсистира на таков тип на символика? Зошто не се инсистира на оперативни извршни функции, каде што може да се врши сериозно влијание или на одреден начин може би Ахмети сваќа дека и ова министерство што е за етнички прашања, за Охридски договор, кај што има 1500 вработени и не се знае зашто примаат плата, дека тоа е недоволно. Што мислиш, што Ахмети и Дуи би испоставиле во однос на соодносот во владата и во однос на распределбата на министерствата? Кои според тебе би биле доминантни? Ако се водиме од кампањата на Дуи, столб на таа кампања беше нели премиер албанец. Најпрви ни за мене беше несфатливо зашто само етничката припадност како вредност да се нагласи, тоа не е доволно. Ние имаме нели многу градоначалници албанци кои катастрофално ги водат општините за разлика од нивните колеги македонци, нели. Луѓето си прават споредби. Значи, во тетовските општини, во, не знам, други општини. Така што не е таа вредност клучна за некој да добива гласови. Но, ако Дуи фактички излезе со еден премиер, со еден кандидат кој е респектабилен, почитуван и човек кој има искуство, тогаш е веќе друга работа. Така што таа кампања која се засниваше врз оваа идеја, мислам дека ќе биде тешко Дуи да се повлече од истото, што нели на следните избори ќе нема кредибилитет да вети нешто друго. Сепак јас мислам дека на крај Дуи ќе може да се договори со други клучни позиции. Тука мислам на Министерство за финансии или гувернатор на Народна банка. Гувернер, да. Да. Така што има други позиции кои можеби би требало да бидат на таа преговарачка маса, но за сега и да сака Дуи да се повлече во овој момент одма после изборите ќе биде многу тешко, зашто врз таа идеја, таа беше столб на целата кампања. Нели, ако Дуи излезе со други позиции од тие што ги имаше и ги убедуваше гласачите да гласаат за неа за време на изборната кампања, тоа ќе биде во овој момент, тоа ќе се свати пред се од нивните гласачи. Тоа тоа е едната работа. Меѓутоа е факт дека албанските партии беа важните фактори во изборот на председателот на државата. Во сиот овој период, во вторите круг. Она што останува, например, впечаток е што Ахмети исто така продуцираше председателски кандидати. Па сепак изгубија на избори. Или, еве да се вратам на варијантата зашто Река не беше поддржан по понудата за председателски кандидат, наместо да го поддржат Пендаровски. Значи, тако флексибилен пристап на чекор назад за два напред, ленинистички да го употребам тој израз, сепак е возможен. Но она што за мене е индикативно, сакам коментар. Зар мислиш уште дека албанскиот електорат се налепи на оваа кандидатура на Насер Зибери, која практично е клопка за македонските партии? Имаше влијание. Идејата исто така имаше влијание, пред се мобилизирачко влијание внатре во самиот корпус на гласови на Дуи, па имаше и влијание за привлекување на останати гласови кои беа на некој начин заспани, а претходно гласа за ПДП. Нели, на секои избори ПДП кога конкурираше добиваше под 2000 до 5000 гласови, така што и тој корпус го доби преку Насер Зибери. Може би повеќе, не може да се точно да се калкулира.
Но мислам дека самата идеја имаше влијание и во самото членство да се мобилизира и да, нели, идеите ги водат партиите, зашто ако се сведе се на практични причини или практични интереси, тогаш не може секој да се задоволи. Ова идеја мислам дека беше клучна на изборите да дуи да добива толку многу гласови, значи таа, како се вика сега со речникот на короната, таа крива амплитуда. Таа крива, значи беше стопирана во 2007 година со локалните избори, кога Дуи доби околу 90.000 гласови и сега е оди нагоре со 100.000, над 100.000 гласови. Значи тоа е успех за самата партија, тој успех се должи на самата идеја. Но зошто баш дали е возможен ова идеја да биде реална, и зашто вие спомнавте дека, нели, председателските кандидати Дуи што ги истакнуваше, нели, губеше и не го поддржа ниту река. Мислам дека Ахмети свати дека на директни избори се уште е рано да се убедат гласачите од другите етнички заедници да гласат за кандидат албанец, се уште ја нема таа доверба, но смета и калкулира на постизборните математики. Нели, веројатно имале тие точни мерења како стои Дуи, како ќе стојат другите партии, па да предвидуваат и да излезат со еден таков таква идеја. Има помалку парадокс во албанското тело, кое очигледно дека успеа да обезбеди хомогенизација на принципот на македонската електората. Тоа е, сега имаме биполаризам реално, алтернатива и Дуи. Не исклучувам каризматичноста на Тачи со неговата ДПА, но тоа е персонално решение. Она што мене ме интересира, а тоа е следното. Да земеме хипотетични ситуацијата, не се согласуваат Заев и Ахмети за влада. Дали е возможно да дојде до коалиција сите начело со Дуи, се разбира без алтернатива, со ВМРО ДПМН? Ако овде се работи за суета и да не може да забора што си кажа у кампањата, овде се работи за очигледно сериозна идеолошка, па и национална платформа, разлики. Јас мислам дека Дуи повеќе би предпочитала коалиција со СДСМ отколку со други политички партии. Суетите или конфликтот веќе премина на лична основа помеѓу Заев и Ахмети, така што може и компромисот ќе биде ниту Зибери, ниту Заев премиер, туку ајде да најдеме некој трет. Но ако не успеваат... Некој трет кој би го донеле како само премиер или како техничка влада или односно експертска влада? Па мислам дека некој трет од СДСМ, ако Дуи веќе не го добие премиерското место, тогаш најверојатно тој услов би бил поставен на маса. Ако Зибери не би бил премиер, тогаш ниту Заев не треба, нели рековме, таа борба на суета веројатно ќе оди до крај. Што не е добро. Значи, граѓаните не бираат за да има борби на суети, туку за разумни решенија од разумни политичари. Така што, ако СДСМ и Дуи не успеваат да состават од таа варијанта или тоа сценарио да состават влада, тогаш најверојатно мандатот ќе премине на второрангираната партија. Значи 20 дена од доделувањето од страна на председателот ќе има на располагање СДСМ да состави влада или мнозинство. Ако тоа мнозинство не успева да го состави, тогаш мандатот ќе му преминува на Мицковски. И сега дали Дуи со ВМРО би можеле да состават влада, дали ВМРО освен Дуи би можела да ги вклучи, а би требало да ги вклучи и некоја друга партија на албанците, значи треба за 67 пратеник ќе треба Левица и ДПА да бидат вклучени освен Дуи, значи не е како со СДСМ, само СДСМ со Дуи може да стигне до таа бројка. Тоа е веќе друга работа. Дали ќе се договарат со или ќе инсистираат со ВМРО за премиерската позиција,
Тоа се уште го немам слушнато од челниците на ДУИ. Дали ова се однесува само на СДСМ за премиер или принципиелно за секој кој што ќе добие мандат да формира влада. Значи има многу непознаници целиот процес што најверојатно и ќе трае подолго од колку што мислиме, а на крај ќе треба медис како и секогаш да интервенира дипломатскиот кор, странските дипломати тука да наоѓаат решение. Сега има една ситуација која е прилично контраверзна, истовремено и прагматично присутна. Ако сега велиме дека тешко може да се спои премиер Албанец со ВМРО ДПМН, тоа е исто како кога Ахмети и Груевски составува влада во услови кога престоја многу важни одлуки што ги носеа, од амнестија до закон за јазици, закон за територијална поделба поинаква и така натаму. Што значи не се исклучува и кооперација меѓу нив двајца по традиционална основа. Некои извори некои извори ми кажуваат дури дека Мицковски ретерирал и бил принуден да остане под влијание на Груевски и менторството на Груевски, зашто тој ја држи линијата со Ахмети и можноста да се соработува и натаму. Мислиш ли дека тоа е веродостојно? Тоа што може да се примети ако се направи дискурзивна анализа на целата кампања на ВМРО ДПМН е фактот дека не беа толку во спротивни позиции со идејата на ДУИ за премиер Албанец. Нели нивниот став беше дека тоа е легитимно право на ДУИ, но ние имаме наш шпицен кандидат и задоволство ние што и ДУИ ја прифати таа покана и тие да имаат шпицен кандидат. Така што оставаат повеќе простор од СДСМ за договор околу ова идеја. Не се исклучува можноста не само со ВМРО, туку и со СДСМ ДУИ да издействува макар и една година премиерски мандат. Тоа го слушам 3+1, со ротација. Првите 3 години да биде СДСМ или ВМРО, зависно со која ќе се договараат, а последната година да биде Зибери или можеби некој друг, не знам. Значи, за нив е важна таа символика дека ниту една позиција не е забранета за албанците во државата и албанците треба да ја чувствуваат Македонија како нивна татковина, што е мислам дека е добар пристап, иако во прв поглед изгледа националистичка идеја. Така што сите можни решенија и договори се на маса. Дали на крај ќе испадне дека ниту ВМРО, ниту СДСМ нема да може да состават влада, па мандатот ќе биде додаден на Зибери, и тоа е теоретски можна варијанта, но не верувам дека откако ДУИ ќе ги одбие ВМРО и СДСМ да состават за да состават влада, па тие потоа ќе ја угодат ДУИ со тоа што ќе и помагат да формира мнозинство во собранието и така да изберат влада. Значи тоа е најмалку возможна според мене варијанта. Сепак јас мислам дека и во овој процес ако не успеваат да се договорат клучните играчи за составување на влада, тогаш ни следува период на политичка криза сред здравствена криза, што не е добро ниту за граѓаните, ниту за државата. Така што интервенирањето на странскиот фактор мислам дека ќе биде клучно. И уште за крај, Џелал Незири, скуп колега новинар, анализираме можности за состав на идната влада. Каква би можела да биде улогата на алтернатива која сепак, благодарејќи на тандемот Села и Гаши, успеа како своевредно изборно стампедо да стигне до импозантни 12 претеници и да дише во врат на ДУИ. Возможно ли е некоја струја или самата алтернатива да биде дел од владата? Нивната позиција зајакна на овие избори, зашто составија коалиција
која фактички им го донесе овој резултат. Значи, Алијанса за албанците и Алтернатива како две партии има сега, како коалиција, има толкав број на пратеници кој е рекорден во споредба со сите претходни втори партии кај албанците. Нели, најмногу имаше, мислам, ДПА 11, сега ти има 12 пратеници и многу се близко до Дуи. Нивната линија исто така нагорна, што укажува дека наследните избори може и да резултираат како победници. Значи, и кај албанците се ствара таа политичка конкуренција која мислам дека е здрава, која во условно кажано етничкиот македонски политички кампус функционира уште поодамна и мислам дека истата таа силна конкуренција дава резултати. Позицијата нивна за сега не е толку клучна во составувањето на тоа минимално мнозинство. Мислам дека поклучна е позицијата на Тачи, која фактички Тачи му овозможува на СДСМ, вклучувајќи ја и Левица со два пратеника, алтернатива на СДСМ за формирање влада без Дуи. Значи, СДСМ има 46 пратеници, Алијанса на албанците и Алтернатива има 12, Левица 2, ако му се верува на Апасиев и со критиките и самиот вели со сите може, ама со СДСМ не може. Значи, он мора да се одлепи од црните петна на левицата во Македонија на оден начин. Па сепак е се уште алтернатива на и тоа сценарио без Дуи со овие сите други партии освен Дуи ВМРО СДСМ може да стигне до 67 пратеник, така што на Ахмети ќе му биде поважен сојузот со Тачи за да го стопира и тој пат за формирање на коалиција без Дуи, отколку Алијанса на албанците. Алијанса на албанците би била потребна најверојатно ако СДСМ не успева да состави влада, па така мандатот премине на ВМРО и евентуално со ВМРО се договарат за иден владин состав. Добро, благодарам. Тоа беше Джелал Незири, скуп со кога разговаравме за почетните сознанија како би можело да се тактизира уште и кога би можеле да се очекува дека мандатарот ќе биде познат.